Добре, криптоентузијасти, денеска имаме видео за вести, каде што ќе ги работиме најбитните теми од криптопазарот, во кои што моментално можеме да разгледаме некои доста интересни случувања, кои што се невидливи, например, кога правите техничка анализа, така да како и секогаш рековме затоа и ќе го направиме ова секој вторник, односно во вторник добивате фундаментална анализа на тоа што се случува во пазарот, за во среда да направиме техничка анализа, каде што сето ова што го гледаме денеска ќе можеме да го потврдиме во текот на утрешниот ден. Така да на некој начин секоја недела добиваме една глобална, фундаментална анализа и техничка анализа на целиот пазар од она што се случува. Со тоа што денеска, како што рековме и секогаш, нели секој вторник ќе гледаме да започнеме со криптовестите. Сега, за денеска имам нешто многу интересно, односно има некои вести што се многу битни, што сакам да ги покажам. Значи, посебно затоа што ова комплетно се буквално го надградува оно што постојано го кажуваме за тоа каде се наоѓаме и што се случува на пазарот. Така да, нели, може да погледнете, прво ќе разговараме во однос на биткоин и како цената се држи на 20 и што се случува околу сето тоа, во однос на тоа кој акумулира, кој продава. Потоа имаме втора тема за која што е многу битно да разговараме е како значи supply-от, односно големината на Ethereum по market cap е иста како пред мрџот во однос на тоа како беше, нели, целата ситуација со нивниот механизам за горење. За кој што ќе разговараме, Solana има нов телефон, значи ова е само чисто кратка најава да знаете што уствари ќе разговараме денеска, кој што како таков треба да биде конкуренција на најголемите како што се Apple, Samsung, Google и слично. Потоа FTX најавува да биде Cardano enlist, односно да биде ставена на нивната платформа. Имаме некои изненадување од Чарлс Хоскинс Cardano во текот на ноември, NFT проектите на Cardano, кои што се моментално едни од најразвиените во NFT индустријата. Kraken ги затвара скоро сите руски профили, кои што ги има, значи сите оние кои што тргуваат со руски профил, ќе бидат значи едноставно затворени. И потоа имаме неколку вести во однос на тоа што се случува со адаптација на крипто во светот, но за тоа нели кога ќе стигнеме до тој момент. Прво и најбитно ќе поразговараме за тоа каква е ситуацијата со биткоин, односно кој купува, кој продава и ќе видиме некои многу интересни работи кои што како фундаментална анализа не можеме да ги најдеме во TradingView. Така да тоа е многу убаво кога ќе можеме да го дополниме со ваков тип на анализа. Значи, првенствено оваа анализа ни доаѓа од посебна аналитичка куќа, односно CryptoQuant, која што како таква има многу следачи, значи самиот еден од оние head analyst, значи оние кои што се одговорени на целата оваа анализа која што се прави во компанијата, има околу 300.000 Twitter следачи, што значи дека неговиот збор има важење. Значи многу едноставно е тоа во денешно време ако некој не знае што зборува, значи едноставно нема да има следење. Горе-долу прилика така изгледа во целиот сектор, но секако доста се подковани овие податоци, значи ја не покажувам нешто што не сум видел дека е така, посебно во однос на тоа што го гледаме и во нашите анализи и во она што можеме да го најдеме надвор од секоја статија, значи затоа обработуваме детално, не само статијата како таква, значи не е само да ја прочитаме. Сега, вели, значи првенствено кажува дека моментално во последниот период, посебно во претходните неколку недели, значи доминанс во однос на сите останати крипто менувачници, Binance пораснал за 84%, односно 84% од сите трансакции кои што се направени во последните неколку, чисто да видиме. Значи во случајов е од практично за една година, нели, сето ова што го гледаме моментално се движело некаде во некоја слична, речем, од прилика 40%, додека 20% било на Coinbase, со тоа што од јули 2020 година гледаме огромен раст на Binance, каде што се вели дека ова претежно било направено на Bitcoin spot trading, односно купување и продавање на биткоин. Со тоа што гледајте какав доминанс има во Binance во однос на тоа што се купува и се продава на целиот криптопазар. Со тоа што интересна работа е што гледајте сега, значи ова е волуменот во однос на тоа што се купува и се продава. Гледаме дека имаме огромно зголемување на волуменот, како се повеќе се движиме во дното на овој bear market, што овдека можеме да го видиме и на самите чартови, значи ќе погледнеме и самите чартови затоа што е многу битно да ги споредиме истите со традиционалните пазари, каде што вели поради ваквото тргување, значи имаме толку голем обем на тргување, но затоа што овој обем не може од самиот чарт да биде разделен дали е sell или buy,
Што значи дека двете се вклопени во едно, а цената рефлектира дали имаме повеќе сел или повеќе бај. Нормално, ако овој волумен цел бил во продажба, тогаш цената ќе паднала драматично надолу и обратно. Со тоа што значи колку поголем е волуменот, а цената останува на исто место, тоа значи дека што повеќе се продава, толку повеќе некој тоа го купува. Со тоа што во моментов, значи има дознаење дека или тоа е направено од OGs, односно old gangsters што се вели, оние кои што биле први на пазарот со купување на биткоин, или пак институционални prime brokers, односно оние големи институции кои што имаат навистина големи џебови за да можат да го купат, како што рековме се Grayscale, BlackRock и слично. Со тоа што интересна работа е што дури и во фьючерс имаме огромно зголемување на обемот на купување на хартии од вредност, кои што не се биткоин, туку се во противвредност на биткоин. Значи, фьючерс и опшн се два вида на посебни хартии од вредност, кои што се продаваат на пазарот на акции, односно на берза, кои што уствари не се директно поседување на биткоин, туку е поседување на вредност на хартија која што во спротивна вредност на цената на биткоин. Значи, проблемот е што вие не поседувате директно биткоин, но во однос на тоа како се движи биткоин, така се движи цената на самата хартија од вредност. Значи, сите овие се моментално доминирани од китови, а тоа го утврдиле поради тоа што, значи, еве како изгледа, значи буквално го ставиле ова за да може да се види во однос на волуменот дали станува збор за ритейл или пак за китови. Значи, ритейл се уствари обични купувачи од типот на физички лица и правни лица, помали компании. Додека кога станува збор за институционални или корпорациони купувања, овие зелени заокружени овдека, значи можеме да видиме дека имаме огромен спајк, односно имаме огромно покачување на самиот волумен и гледате сега. Значи, каде е тоа е она што ви кажувам дека моментално може да се наоѓаме во ова. Значи, гледате како овдека ритейл купувале и едно време што се случува. Имаме масивен пад, имаме огромен раст на китовите кои што овој тип го купиле затоа што знаеле дека станува збор за дно. Иста ситуација овдека. Имаме ритейл купување, масивен пад, китовите го купиле затоа што знаат дека тоа е дното и моментално овдека, значи истите се веќе уверени дека некој начин ова е дното, така да ја затоа и постојано кажам дека ако имаме пад нема да биде масивен пад од овој тип овде, тука ќе биде оној пад што го очекуваме минимален до практично ова ниво овде, што е негде околу 13-14 што и не е толку голем пад кога веќе цената е на 18-19 но нормално останува да видиме, но битно во оваа ситуација што мораме да го напоменеме е дека значи некој го купува дипот, односно овој волумен овдека што го гледаме, значи дека китовите масовно купуваат на пазарот. Сега, дополнително тоа можеме да го потврдиме и преку компарација на што се случувало со биткоин, за разлика од традиционалните пазари како SPY и Nasdaq индексите. Значи, биткоин после дното кое што го утврди после Terra Luna крашот, кое што беше околу 17.554, така, на 13 јуни 2022 година, никогаш не успеа да падне под истото и се задржа и тоа на завидно ниво, значи дури не падна ни под 18.000 од тој момент. За разлика од тоа, Nasdaq, SPY, што е уствари 500 најдобри компании во Америка, е во нивото на кое што беше цената во завршувањето на падот од Terra Luna на 365,7. Со тоа што следниот пад истото падна до 348,9. Значи имаме разлика од претходното дно до најдлабокиот момент од скоро 5%, што за SPY, значи за S&P 500 представува огромна вредност. А за разлика, замислете кога затоа секогаш се вели дека моментално криптопазарот го следи традиционалниот пазар. Истото е и со Nasdaq, значи чисто да видите дека не е тоа само во S&P 500, гледате. Значи имаме 11.067 за пад до 11.525. Значи традиционалните пазари направија ново дно, додека биткоин и останатите криптовалути најчесто не го направија тоа. Значи заостанаа на претходното дно. Нормално имаме исклучоци во сето тоа, но генерално поголемиот дел од нив не направија ново дно. Што значи дека има логика ова што постојано се кажува дека на вистина китовите купуваат во огромен волумен и го купуваат сето оно што другите го продаваат поради страф. Значи, од друга страна, многу битна графа, која што исто така оние спомна, ако се сеќавате и ние го спомнавме истото, значи многу луѓето велат дека мајнерите се уплашени, ќе затвараат, што е жива глупост. Жива глупост. Значи, еве уште еден човек што го потврди истото што јас го кажувам. Значи, хешрейт никогаш не бил на повисоко ниво.
Еве го, значи хешрейт таму, а еве ќе го покажеме и кај нас, че јас моментално го имав овде, само момент. Значи може да погледнеме хешрейтот овде, само да го исклучам Market Cipher, за да може поедноставно да се види. Значи хешрейтот, како што можеме да видиме во ситуацијава, е на највисоко ниво од историјата на биткоин. Значи хешрейт, тоа значи дека највеќе мајнери со најголем капацитет моментално работат на копање на биткоин во дното на овој bear market. Што значи дека моментално мајнерите, значи исто како што се вели во самиот текст, значи дека мајнерите моментално се најбулиш од било кога во бинатиот дел на биткоин во неговата историја, со тоа што дури и да работат моментално со загуба, значи буквално овдека во тој дел се вели дека дури и да работат со загуба, се свесни дека сме на дното и дека од тука, значи нема каде да се оди освен нагоре, нели нормално со евентуално уште еден брз пат, она што го постојано го кажуваме, но значи затоа и го велам истото, значи гледате дека самиот значи она што моментално го покажуваме, самиот хешрейт, не, само момент, ќе го покажеме на другата. Значи, самиот хешрейт ни покажува дека на вистина сите се на истата страна. Значи, од инвеститори до, зборуваме за големите играчи, до значи, самите мајнери, до институции, сите покажуваат дека на вистина се наоѓаме многу блиску до самото дното на овој bear market. Што ако мене ме прашувате, уште толку е потврдено преку овие две студии, значи во случајов она што моментално е откриено во оваа статија, така да јас гледам дека поголемиот дел податоците се доста точни и ако мене ме прашувате е интересно што е доста нели, не сум го барал ова затоа што кореспондира со она што јас го кажувам, но е една од работите кои што ги најдов на пазар. И затоа сакам да го споделам со ова, затоа што едноставно значи ова се податоци кои што ние претходно ги анализиравме, а сега дополнително ни помагаат во однос на нели волуменот кој што го најдовме во сите оние кои што се институционални трговци и слично, кои што реално и немам наша алатка за да можам да го следам тој дел во однос на тоа кој купува и колку, така да добро е овие статии значи да ви го обелоденат она што не може да го видите на техничката анализа. Значи тоа е она што постојано кажуваме дека вторник ќе биде одличен дел за да се припремиме за секоја техничка анализа во среда, во однос на тоа што уствари некој ваков тип на вести ќе може да ни помогнат со цел да ја увидиме целата слика што не е видлива на сам технички чарт. Значи затоа фундаменталната анализа оди рака до рака со техничката анализа, без тоа за жал, значи сте полуслепи во самиот сектор, туку не знаете што се случува на страната на вестите, на што е во генералната економска да речем заедница во светот. Сега, интересна работа за Ethereum, значи зошто го земав ова, сакав да ви покажам затоа што ние го обработивме детално, а моментално најдов и страна каде можеме да гледаме до каде моментално е ситуацијата со брнот, значи можеме многу подобро да видиме што се случува, каде што дури вметнале алатка, значи сега ќе ви покажам, ќе стасаме на тој дел, за да можеме да споредиме како би било доколку останеше на Proof of Work, а како е моментално. Со тоа што самата статија вели дека конечно Ethereum се врати на supply, односно на големина на market cap, како пред самиот мрж. А од мржот веќе имаме поминато доста време, со тоа што вели, значи после самиот мрж, самата количина на Ethereum се пораснала до 120 милиона и 534 илјади, со тоа што истата значи статијата е од 22, денеска е 24, значи пред 2 дена, истата се вратила на 522.000. Што значи дека околу 12.000 Ethereum се изгорени, иако во исто време постојано имаме минтање на нов Ethereum и истиот почнува да се враќа наназад. Значи, поради burn механизмот AIP 1559, со кој што можеме сега да го видиме на оваа страна, значи ultrasound.money е страната на која што може од сега понатаму да огледаме burn на Ethereum, но не само тоа. Многу интересно е што претходно моравме автоматски ние да правиме пресметка за тоа дали сме моментално плюс или минус во однос на инфлацијата или дефлација. Моментално овдека гледаме дека тоа самиот систем го прави за нас. Значи можеме да видиме колку моментално има изгорено и можеме да видиме нели на целиот досега период, значи буквално можеме во цело време да видиме, значи сите битни информации што ни се до сега. Со тоа што интересното во оваа ситуација на овој момент, значи овдека на оваа страна е тоа што значи ни дава оваа графа е наједноставниот дел да видиме што се случува. Значи 39 дена од мржот. Со тоа што поради тоа што после самиот мрж
Значи истиот продолжил од 15 септември до негде 7 октомври и понатаму да се движи нагоре во однос на повеќе нинтање на Етериум отколку што се гори. Со тоа што од 8 октомври па до денес имаме исклучиво паѓање, односно повеќе се гори отколку што се минта на дневно ниво, со тоа што моментално на годишно ниво од моментот на самиот марч, ние сме на 0,01% инфлација. Значи скоро, па само што не сме дошле до дефлационо својство, а како што можеме да видиме, нема причина зашто тоа не би се случило. Сега, јас гледав некои други статии, гледав некои други аналитичари кои што кажаа дека моментално, значи за да видиме дали сме во плюс или во минус, според нивните статистики, значи еве како изгледа. Значи според нивните статистики, ако се придвижиме на CoinGecko, овдека можеме да видиме колку моментално кошта една трансакција во Етериум. Сега, според, нели, пак ќе кажам, може се некои луѓе што се многу подобри и многу повеќе се разбираат генерално во оваа ситуација во математика, затоа што мене математиката има многу слаба страна. Значи вели вака, секогаш, значи овдека кога ќе отвориме на CoinGecko, овдека можеме да видиме, значи, основни информации во горниот ъгъл. Со тоа што овдека во секој време може да видите колку кошта во просек моментално една трансакција на Етериум, а тоа е 18 GWAY. Сега, нема да разговараме околу тоа што се GWAY, некој друг пат ќе го покриеме. Тоа значи GWAY е уствари дел од Етериум кој што треба да се плати како физ за трансакцијата да биде завршена. Со тоа што секогаш кога сме над 16 GWAY, а моментално сме во најдлабокиот дел од bear market, што значи дека имаме најмал обем на трансакции на Ethereum мрежата и затоа и трансакциите се толку ефтини. Колку повеќе се зголемува, значи обемот на трансакции, како понатаму ги се движиме во следниот bull market, како повеќе луѓето ќе се враќаат и ќе работат на Ethereum мрежата, така повеќе ќе се зголемува и самиот gas fee, односно ова на GWAY, со тоа што, значи, колку повеќе се зголемува, толку поголем ќе биде и burn. Затоа што burn механизмот работи на тоа колку е поголема трансакцијата, толку поголем дел од неа оди значи ќе биде изгорен. Со тоа што, значи, самите аналитичари предвиделе дека секогаш кога се движи над 16 Ethereum трансакцијата, секогаш ќе биде во негатива, односно ќе биде дефлациона. За разлика од тоа кога се движи под 16, сепак ќе биде инфлациона, односно ќе имаме некои повеќе произведени отколку што се изгорени. Сега, како што рековме, ако се сеќавате, тоа е битно затоа што на крајот од денот, значи вие ако имате повеќе произведени од тоа што сте изгореле, вие фактички постојано губите на вредноста на ова добро доколку го чувате постојано. Значи, оно што го разговаравме во претходното видео за Ethereum да го сте го погледнале, доколку не, пак ќе напоменам да го погледнете, затоа што таму во детали објаснуваме се околу ова. Овдека тоа ќе го направиме само на кратко. Значи, последното видео за Ethereum кое што го направивме во структура на портфолио, каде што објаснуваме зошто Ethereum е најголемиот дел од нашето портфолио и што очекуваме од ваквиот проект понатаму. Со тоа што многу интересна работа на оваа страна е што во секое време можете да направите симулација за како би изгледало во Proof of Work и како би изгледало во Proof of Stake. Сега, доколку притиснеме на ова, ви дава како би изгледало да немаше мрч. Односно, ние досега во текот на оваа година би биле 3,6% во инфлација. Односно, доколку сте држале Ethereum, истиот би изгубил 3,6% од неговата вредност заради тоа што постојано се произведуваат нови токени. Така, и неговиот supply постојано ќе се зголемува. Односно, доколку споредиме колку е неговиот supply моментално, еве чисто да ви покажам колку би била разликата доколку сме го оставиле да биде во POW, значи моментално комплетниот market cap на, само да отвориме да видиме колку е во supply, значи тоа е многу битно, треба да видиме колку моментално имаме токени, коини на Ethereum во supply. Значи, имаме 120 милиони и 522 илјади, така. Со тоа што ако споредиме моментално каква би било ситуацијата обратно, гледате колку би било. Значи, ние би имале од прилика 400.000 токени повеќе. Значи имаме 500, а овдека би имале 990 и повеќе, 121 милион прилика. Значи дека 121 милион од 120 милиони и 500.000, тоа се 500.000 Ethereum повеќе би биле произведени до овој момент од самиот почеток на годината, нели со се марш, со се, што значи дека ние сме во огромен плюс. Затоа и дури гледате, значи и на самиот биткоин, затоа што самиот биткоин исто така има инфлација, затоа што се уште се копа. Во моментот кога ќе престане се копа, тогаш инфлацијата ќе престане.
Но, за разлика од Bitcoin кој што има 1,72, Ethereum има 3,6% значи, на годишно ниво фактички инфлација. Додека, кога ќе го споредиме тоа со моменталната ситуација, ние гледаме дека не само што не сме, туку сме скоро во минус. Значи скоро само што не сме влегле во дефлација, односно поради тоа што повеќе се гори колку што се произведува. Уште еднаш, значи може да погледнете тоа детално на нашето видео, во секое време, во структура на портфолио, тоа е 7-то видео за Ethereum, односно само на кратко, значи во POW се произведуваат околу 4.600.000 Ethereum токени на годишно ниво со цел да се задоволи работата на мајнерите, за тие и понатаму да бидат доволно финансирани за да продолжат да работат, затоа што е многу поскапо да се одржува мајнер за разлика од нод. Во POS мрежата, за разлика од тоа, се произведуваат само 600.000, за разлика од 4.600 на годишно ниво, затоа што има многу помала потрошувачка на енергија и нодовите добиваат многу помали награди за процесирањето на овие трансакции. И со тоа, во оваа ситуација имаме, значи поради тоа што многу повеќе се гори отколку што се произведува, Ethereum влегува постепено во дефлациона стапка, што е невидено до сега генерално во значи многу ретко или скоро невидено во криптосекторот, па и во традиционалните пазари. Следно нешто интересно што успеав да го најдам е новиот телефон на Solana. Значи истиот уствари се обидува да направи практично да биде компетиција на Google, на Apple и на Samsung, нормално, затоа што смартфон моментално е малку ограничена самата маса на производители. Значи новиот смартфон се нарекува Saga. Сега пред да продолжиме понатаму, јас сакам само чисто да ви пуштам да погледнете како тоа изгледа. Значи ова е уствари самата реклама на која што може да погледнете како изгледа овој телефон. Интересно, генерално во самиот облик нема ништо посебно. Ќе дадат на крајот малку како изгледа самиот телефон искрено. Тоа е интересно што ќе ви го покажам сега, моментално ќе се прави Сага ќе се нарекува самиот телефон, самиот модел. Ама мене генерално не ми изгледа ништо посебно во самиот дизајн, нормално, и моментално може да направите pre-order на solanamobile.com со тоа што значи самиот Solana интересно од целата ситуација што е. Вели вака, значи моментално сите овие други компании не обрнуваат толку многу внимание на девелоперите кои што работат на нивните, да речем, во случајов продукти, со тоа што Solana сака да обрне исклучиво внимание на девелоперите и да даде многу повеќе алатки во однос на развивање на апликации на самите мобилни телефони, со тоа што дополнително нормално, значи истиот за разлика од останатите телефони, кои што на пример самиот Apple и Samsung се генерално доста назад со апликациите и со примената на криптосекторот, значи овдека од старт ќе имате вградени крипто волети, ќе имате Solana Pay, ќе имате лесен пристап до games и marketplaces нормално на Solana, во случајов дали е тоа NFT, дали е некаков вид на exchange. Значи тоа е доста добро затоа што самиот телефон вас ви нуди доста голем левел на сигурност кога оној кој што го направил телефонот го направил со цел да биде користен за Web3 и крипто, нели, генерално трансакции, да речем. Сега дополнително од она што го видов во перформанси не изгледа лошо, значи иако не сме ние тех канал, значи само чисто на кратко само да спомнам, значи основниот првиот модел ќе биде со 6,67 инчи OLED дисплей, 12 гига RAM, 512 гига меморија и сега искрено оваа процесоров ја не се разбирам толку, значи Qualcomm Snapdragon 8 Plus генерација 1 процесор. Ова 8 Plus мислам дека се јадра, сега стварно не се разбирам, значи технички отделно сум многу назад, ќе треба малку повеќе да се посветам на тоа, но генерално до сега, значи ако нешто ви значи во однос на техничките перформанси, велат дека може да се приордер да се направи, истиот ќе биде, значи од 25 до 50.000 юнити планираат да произведат до крајот на годината, сега колку тоа може во Македонија не сум сигурен, но е нешто интересно што е добро да се гледа во иднина, значи вака или така, без разлика дали е развиено од Solana, дали е развиено од Cardano, дали е развиено од Ethereum, од кој да е. Значи ова е уште еден пристап на пазарот кој што досега сме го немале и е добро.
Значи, да се разбереме една работа. Гледам дека неколку пати ми замерија до сега затоа што преферирам некои проекти. Не ги преферирам. Значи, аз кога покажувам некој проект дека ќе го купим или не, тоа го правам со соодветни причини. Значи, никогаш не го правам само слепо затоа што сум слушнал или некој ми рекол. Значи, гледате дека понекогаш по цели сати видеа правам со цел да образложам точно кои се причините како од економски карактер, така и од технолошки карактер, поради кој што ние сме одбрале одреден проект во одреден сегмент од пазарот, значи во однос дали се наоѓаме во кој циклус се наоѓаме, така да и во оваа ситуација. Јас немам ништо против Solana, но Solana досега многу пати потврли за разлика од другите проекти и не може луѓето да ми очекуваат дека си понатаму слепо ќе верувам на проект кој што има толку пропусти. Иако ова е доста добра работа, значи јас на крајот од денот никогаш нема затоа што Solana имала неколку пропусти ја да кажам готово, тоа е тоа Solana ќе пропусти. Значи гледате, секој проект има долни и горни делови, некогаш е подобро, некогаш е полошо, нормално. Нема совршен проект, сите имаат проблеми. Но на крајот од денот она што го бирам преди тоа што значи ги собирам сите информации што ми се познати, правам техничка анализа, правам фундаментална анализа и врз основа на сето тоа одлучувам дали овој проект го сакам во моето портфолио или не. Тоа треба да го правите и вие. Значи нема потреба од трибализам. Јас не сум она како што речем луѓето се Bitcoin, Ethereum, Maxis, па само Ethereum купувам или само Bitcoin купувам. Нема поента. Значи ова е пазар. Ова е технологија што може да ви донесе профит. И постојано го кажувам истото, сватете го тоа така. Значи еден од нашите членови се откача од мојот канал само затоа што сум ја навредил Solana. Како да е, не знам, негов тим, па разговараме за Манчестер и Ливерпул или Арсенал. Не знам што да кажам стварно. Како и да е. Значи ќе напоменам уште еднаш. Јас сум доста транспарентен и постојано ги споделувам со вас работи. Ја не ги кријам позитивните работи од Solana и ви кажувам само негативните. Че не работам за Solana, Solana не е моја. На крајот од денот ова што ви го кажувам поради тоа што тоа сум го нашол моментално. Ако најдам позитивни работи ќе ги споделам со вас. И еве како што е ова, значи не може да кажам дека е негативно. Solana испаѓа со ваков проект што е доста добро. Значи тоа е крипто компанија која што моментално на пазарот излегува со продукт кој што традиционално никогаш не бил крипто, односно компетиција на моменталните производители на смартфони. Што мене ако го прошујате одлично. Се што може да промовира крипто во светот за нас е одлично. Секој без разлика, дури и негативна промоција на крипто пак е добро за нас, затоа што луѓето учат што е крипто. На крајот од денот ние знаеме колку крипто е валидно и колку крипто има потенцијал. Луѓето треба да го разберат тоа. На негативен или позитивен начин некако треба да слушнат за тоа. Понатаму останува налик да видат дали е тоа позитивно или не. Но на крајот од денот кога гледаме каква е технологијата, значи колку и да го представувате тоа негативно или позитивно, луѓето сами по себе ќе сватат дека зборуваме за доста позитивна технологија. Втора вест која што е најавна од Solana е дека можеби ќе направи лист на ADA токенот, на Cardano. Сега интересно е тоа што значи многу од вас на пример многу малку сте запознати за они работи кои случуваат на американското тло позади сцената. Значи не знам дали го гледате вие Bitcoin, значи јас BitBoy Crypto го гледам затоа што е еден од најголемите канали и стварно има доста, да речем, содржина која што може да се најде, иако дебелиот американец е доста вулгарен и го вреѓа целиот свет, мисли дека само Америка постои, како и да е, трнеме тоа на страна. Значи има доста позитивни работи кои што може да се извадат од тоа. Со тоа што истиот е моментално во лоби група за реализирање на закон за крипто на територија на Америка. Ако се заќавате во претходните вести, јас ви напоменав дека моментално постои внатрешна борба за тоа кој ќе го превземе контролата над крипто, дали ќе биде тоа комисијата за суровини, дали ќе биде тоа комисијата за хартија од вредност, но во исто време постои и лоби надпревар за тоа која група ќе успее да направи регулатива на крипто. Со тоа што некои од тие групи кои што лобираат, меѓу кои што е и Сем Бенкман-Фрид, значи се верува дека е представник на група која што сака да направи целосен бан на крипто. Односно, значи баш за тоа изборуваше во претходното видео, не знам, пак ќе кажам, не знам дали следите, но во секој случај колку и да е дебелиот американец одвратен, за некои работи морам да застанам на негова страна. Значи истиот кажа вака: вика ние работиме моментално на правење на соодветна крипто регулатива која што ќе помогне на луѓето во свет, во Америка нормално, за реално да се имплементира криптото, но без да се имплементира за тоа како нас не одговара од типот ние сме во парламентарно мнозинство, ќе блокираме се освен тие апликации кои што работат со нас, ме разбирате? Или целиот DeFi сектор ќе го затвориме.
Значи имаше некои такви, да речем, во последно видео доста изфрустриран испадна BitBoy Crypto и кажа дека Sam Bankman-Fried работи на сосема друга група која што работи контра на тоа што они го имаат како лоби група за овој закон кој што треба наскоро се донесе во Америка, каде што Sam Bankman-Fried заедно со FTX, заедно со Solana работи на тоа да биде единствениот на кого што ќе му биде дозволено да работи на DeFi проекти, да биде единствениот на кого што ќе му биде дозволено на работа на трансакции на крипто. Значи, што може видите, Binance воопште не е на американска територија и сепак е најголема менувачница. Binance.us нема врска со Binance. Иако се од матична иста фирма, самиот Binance нема никаква врска со Америка. Така да, моментално има голема борба во позадина во Америка за тоа кој ќе го превземе самиот крипто сектор, без разлика дали е тоа регулатива, без разлика дали е тоа кој ќе биде полицаец во самиот сектор. И затоа дел од ова се сомнева дека моментално FTX со некои големи играчи во позадина се обидуваат буквално да направат хајџек, односно да го земат целиот овој пазар и да дозволат проекти само кои се блиски до нив да бидат развивани на американското тло, се друго да биде забрането со цел да може да го узурпираат најбитниот пазар за финансии за крипто и на тој начин они да диригираат кои ќе бидат тие што ќе бидат дозволени, кои ќе бидат тие што нема да бидат дозволени. Сега повторно, не можам да ви кажам дали е тоа вистина или не, но ова е тоа што се случува позадина. Ова се информации кои што јас ги добивам, нормално и јас со нив постепено следам како се до тоа се случува, за да можам да донесам одлуки врз основа на тоа што го имам, а меѓу кои и оваа вест. Затоа и ви ја споделувам, останува да видиме дали е тоа вистина или не наскоро, затоа што Америка нема избор освен да продолжи со развивање на нивната регулатива што побрзо, затоа што веќе земји како да речеме во случајот Европскиот блок направија регулатива. Само треба истата да помине преку Европскиот парламент каде што е тоа само процедурално, значи нема никаква ситуација, значи тоа сигурно ќе биде изгласано и ќе биде доставено до сите земји за ратификација. А они не може да си дозволат некој тоа да го направи пред нив. Така да затоа во позадина верувајте ми има голема борба и сето тоа случува многу брзо, иако тоа не изгледа така на вестите, значи она што го гледаме нели на телевизија, но останува да видиме, јас ви велам дека многу брзо ќе се донесе и регулатива и ќе се одлучи кој ќе биде одговорен, но сето тоа ќе биде повторно после овие избори во ноември, затоа што моментално нив е многу побитно кој ќе остане на глас на власт, за тој што ќе остане да го наметне оно што планира да речеме за криптопазарот, така да верувам дека и заради тоа дел од оваа стагнација во однос на донесување на регулатива, во однос на одлучување кој ќе биде одговорен. Сега овдека, значи можеме да видиме неколку твитови во кои што луѓе кои што се да речем блиски до Cardano или кои што поседуваат Cardano, постојано го навредуваат SBF или Sam Bankman-Fried, ако не сте знаеле, ова уствари основачот и еден од главните во FTX менувачницата или FTT токенот, со тоа што значи му велат дека не сакаш да го ставиш Cardano како дел од вашето портфолио за тргување на FTX, поради тоа што Cardano представува се што не сте вие. Односно, ако е тоа на вистина, дека истите се обидуваат да го узурпираат целиот американски пазар само за своите продукти, тоа значи дека они се само не децентрализирани. Значи они буквално покажуваат дека на тој начин имаат комплетна контрола, не само што сакаат, веќе дополнително сакаат и да воведат контрола на сите што сакаат да работат на американско тло. И нормално истиот овдека се брани дека тоа не е случајот и дека сега интересното е тоа што значи во следниот твит, тоа е буквално на 24-ти кога го правиме самото видео, дека вели ајде као да се кладиме дека во следните 3 месеци ќе биде значи конечно ставен ада на FTX. Што повторно не е некоја голема работа во случајот, затоа што ада е голема и без FTX, значи очигледно постои без FTX, но ако биде ставена на FTX, тоа ќе биде доста позитивно за ADA токенот, како и за соработката помеѓу овие два проекта, иако тоа во случајов не е баш така, затоа што има доста работа кои се случуваат позади сцената. Останува да видиме наскоро сето тоа ќе биде јавно, нели? Ќе го погледнеме и сами. Сега интересно само сакам да напоменам во однос на Cardano кога веќе разговараме дека имаме нешто специјално, но иако тоа не е доста најавено уопште, значи самиот Чарлс Хоскинс најави дека во текот на ноември ќе добиеме нешто, значи најавил со гиф од Футурама, ако сте гледале, Good News Everyone, и истото ќе биде најавено во текот на ноември, но за сега се уште нема најава што е, значи ќе останеме да видиме што е изненадувањето нели во ноември. Значи кога е веќе изненадување од страна на ваков проект можеме да очекуваме дека нешто позитивно, но нели останува да видиме што е.
како и да е, тоа се добри вести, што ако мене почнуваат се добро дојдени. Секои добри вести во длабокиот дел од крипто bear market се сосема добро дојдени. И уште една работа од Cardano која што успеав да најдам е дека, значи, гледате, кога ги барам вестите, уште еднаш ќе напоменам, јас не пикирам дали ќе биде тоа само Cardano или само Ethereum или само Ripple. Значи, кога гледам, значи тоа го правам преку агрегатори, со тоа што агрегаторите сами по себе ми даваат што најбитно се случува моментално, за оние кои што не ги погледнале, значи имам едно од оние едукативни видеа каде што ви ги давам сите позитивни страни кои што ги користам во криптосферата, меѓу кои што и CryptoPanic, кој што ви дава на дневно ниво постојано нови вести што се случува во целиот крипто сектор, со тоа што може да ги селектирате, на пример, хот, односно оние кои што се најговорени и ви ги дава најговорените теми, гледате дека имаме највеќе коментари, највеќе лајкови, највеќе дислајкови и слично, со тоа што на тој начин е многу поедноставно за мене да видам што точно се случувало во оваа недела. Сега, проблемот е што ако гледате во јас поминувам преку сето ова, преку агрегаторот, поминувам преку генерални вести, Cointelegraph, исто така го користам и слично, со тоа што ги добивам, значи најбитните вести кои што моментално се на пазарот и ги споделувам со вас. Сега, чисто за да вие да знаете, затоа што некои од вас прв пат се наоѓаат на биткоин, на bear market дно. Значи, кога се наоѓаме на ваков тип на циклус, не може да очекувате, многу ретко се случува мали проекти да добијат големи вести, затоа што малите проекти генерално се многу пасивни во овој дел, затоа што нема, значи прво немаме инвеститори. Инвеститорите се крајно незаинтересирани, освен ако не се зборува за големи проекти. Второ, и да има некаков тип на големо, да речем, надградување или што и да е, истите ќе го чекаат поволниот момент за да го објават тоа, затоа што и да го имаат тоа моментално ќе помине незабележено. Прост пример Ethereum Merge. Ethereum Merge е технолошко чудо што се случи во 21 век во криптосекторот прв пат во целиот свет. На толку голем проект. Со тоа што се случи со цената? Ништо. Затоа што станува збор за најдлабокиот дел од bear market. Така да, затоа и не можеме да добиеме вести од мали проекти. Значи, чисто ви кажувам да знаете зошто уствари овие вести испаѓаат, затоа што овие проекти имаат нешто што прават. Другите моментално и да го прават тоа го чуваат во тајност, затоа што чекаат соодветно време во циклусот, како што е на пример кога конечно ќе утврдиме дно и ќе почнеме да движиме нагоре, да го објават тоа како голема вест со цел да соберат највеќе инвеститори. Значи не заборавајте дека секој од овие проекти има собствен маркетинг тим, кој што не е само работа вие технолошки да го развиете тоа и да го ставите на пазарот. Треба да го најдете правилниот момент да го ставите на пазарот. Затоа фундаменталната анализа е многу битна. И овдека навлегува тој маркетинг тим, односно финансиски тим, кој што треба да ви каже точно кога е најдобриот момент да добиете најдобар фидбек, да добиете најдобар инвестиционен, да речем, награда за тоа што сте го направиле, но мора да биде направено во соодветен момент од самиот циклус. Затоа, кога стасуваме во ваков тип на моменти, во најдлабокиот дел од bear marketот, очекувајте вести најчесто од топ криптопроектите. Другите се многу не се пасивни, туку се припремаат за следниот потек кој што ќе биде после биткоин дното. Така да тоа е нормално кога се наоѓаме во дно на генерално криптомаркет и тоа да не ве чуди, тоа не е поради тоа што јас некои проекти ги, не знам, сака повеќе од другите, значи да не забораваме, јас исто како и вас сум овдека за профит. Мене Cardano не ми е ништо, тоа не е моја компанија, но е нешто што има потенцијал, затоа и го обработувам. Така да, понатаму ќе обработуваме се што ќе испадне ново, но сето ова доаѓа од агрегатор. Е буквално собрано надвор од моите раци, че станува збор за оние вести кои што навистина се битни на пазарот, кои што јас гледам дека имаат некаква врска со нашата анализа и кои што може навистина да ви помогне. Значи ја можам да ви најдам вести за било кој проект што нема да бидат сосем воопште битни. Интересна работа, значи околу NFT проектите за Cardano нешто што е многу битно, зошто? Затоа што NFT секторот моментално е скоро мртов. Значи немаме никакви подвижувања затоа што никој моментално нема да се дрзне да вложува во риски асет, значи во крипто, а не па во NFT кој што е многу понов. Но интересна работа е тоа што значи имаме посебна Ape Society колекција на Cardano, на нивниот блокчейн изградена на Cardano, каде што floor price на сите Ape Society моментално е 10.000 ADA, што е третина од цената, негде ќе дојде околу $3,500. Значи $3,500 е најевтиниот Ape Society Ape, со тоа што најскапиот е продаден, значи ова е најскапиот, 180.000 ADA, односно третина од цената би било негде околу $6,000 е продаден овој King Ford Edward NFT
од Ape Society. Сакам да кажам дека тоа е интересно затоа што значи и добро е кога се случуваат вакви работи затоа што го враќаат значи не само за Cardano, туку за целата сфера. Значи го враќаат капиталот назад во оваа сфера. Колку повеќе се враќа, толку побрзо ќе се вратиме во следниот bull market. Затоа и е позитивно и е нешто интересно затоа што многу луѓето велеат дека Cardano нема нови проекти, а наеднаш доаѓа до ситуација каде што неговата колекција најниската цена е $3,500, а највисоката е $60,000 за еден NFT, што нормално не можеме да го мериме со API Club нормално, но е доста добро затоа што повторно го враќа капиталот во самата сфера. Сега, Change of Heart, значи многу интересна работа, ова го земав, гледате, значи сите овие вести што ги наоѓам се многу поврзани со оно што ние го разговараме на пазарот, на каналот и што е доста едукативно за вас. Затоа сакам да ви ги покажам овие работи со цел да се заштитите самите себе си од потенцијални случувања како ова. Се сеќавате кога ви кажа дека на почетокот на кризата Coinbase затвори повеќе од 60,000 акаунти на руси. Погледнете, ќе видите дека тоа е вистина. Моментално се случува истото и со самата Kraken. Че Kraken е една од најголемите ексченџи која што претежно работи во Европа и истата на почетокот одбива да го примени ова, како да речем американските, но за жал, значи откако трет пат или не знам кој пат веќе нов пакет на санкции против Русија, значи сите, значи во овој пакет на санкции моментално Европската унија, само да ви покажам, беше значи вели дека сите криптотранзакции кои што доаѓаат од и во Русија се прогласени за нелегални, што значи дека пазете доколку такво нешто правите, а се наоѓате во Европа, може да биде прогласено за нелегално, а моментално има доста компании кои што вршат ваков тип на аналитика и тоа може да го пронајдат и на тој начин може да добиете или бан или нешто полошо, со тоа што за разлика од Coinbase, значи Kraken ќе им даде соодветно време на сите руски клиенти да ги извадат своите фондови пред истите акаунти да бидат затворени. Сакам да напоменам уште еднаш. Значи за разлика од тоа Coinbase не го направи ова, само ги блокираше акаунтите и буквално направи seizure на се што имаше нови акаунти, како што беше тоа веста, како што јас сето тоа го погледнав, и на тој начин, значи може да ги изгубите вашите средства, што повторно се враќаме на оно што јас постојано кажувам во однос на hard wallet. Значи никој не може да ви гарантира дека вашето крипто е сигурно освен самите себе си. Значи ако се случило Kraken да каже добро, ние сме на страната на Украина, како што се случило во случајот на Coinbase, ќе ги блокираме сите овие акаунти и нивните средства ќе бидат ликвидирани и пратени на Украина како помош. Значи сето ќе каже супер, нема проблем, зашто не, помагаме на Украина. Ама од друга страна вас никој не ја прашува дали сте вие русин од Канада или русин од Афганистан или кај да живеете, само заради тоа што имате руски пасош, вас ќе ви бидат одземени средствата, а вие немате никаква врска со војнава. Затоа сакам да ви кажам, значи ова е само еден пример од многу каде што вие мора да го сижите вашето крипто, оти го спротивно ќе ви го земат. Значи ќе се случи еден ден да не можеш да се логирате и ќе ви кажат знаете што? Тоа е тоа, вашето крипто, чао, чао. Значи мора да го заштитите вашето крипто. И затоа постојано пропагираме користење на hard wallet, каде што вие сте единствените кои што ви посетуваат кучевите за вашето крипто. Доколку не знаете за што зборувам, погледнете кај нас на едукациониот дел, имате видео во кое што точно зборуваме за hard wallet, многу лесно може да го најдете на нашата напредна техничка анализа плейлиста. Значи погледнете, таму разговараме за два hard wallet кои што и ние ги користиме во нашата работа, а тоа се Elipal и Ledger Nano X. Така да погледнете, тоа е единствениот начин како да го имате своето крипто и вие да видите единствените кои што имаат допир до вашето крипто и никој друг во светот. Тоа е најдобриот начин да се заштитите, не постои ништо подобро од тоа, никој не може да ви гарантира без разлика дали тоа менувачница, без разлика дали е тоа некоја платформа каде што сте инвестирале заради стейкинг. Значи џабе ви е целиот стейкинг на светот ако се случи еден ден да го изгубите целото крипто. Само толку ќе ви кажам, понатаму одлучувате сами за себе. Ова е на некој начин морам да напоменам секогаш дека не го разговараме ова како финансиски советници, туку како едукатори. Односно, оно што ви кажуваме затоа што сме виделе како многу луѓе настрадале во овој пазар, затоа што е релативно нов и затоа што се уште правилата се малку диви од запад, но ова е како да се заштитите самите себе си, затоа и работиме како канал да ги доставиме овие информации до вас пред да биде касно. Сега интересна работа во овој сегмент е дека Виетнам моментално е прво по криптоадаптација во светот, прво место, каде што Америка е на пето место, а Кина е во топ 10. Сега,
јас зошто ствари ова не е толку битно, колку што сакам да ги покажам на многу интересна работа. Значи, да погледнеме кои се државите кои што моментално се најпознати во криптоадаптација во светот. Значи, Виетнам, Филипините, Украина, Индија, Америка, Пакистан, Бразил, Тајланд, Русија, Кина, Нигерија, Турција, Аргентина, Мороко, Колумбија, Непал, United Kingdom, односно Велика Британија, Еквадор, Кенија, Индонезија. Од кои што ова се топ 20, така? Значи да видиме кои се развиени, кои што се во првите топ 20. Значи Обединетото кралство, Кина, ќе земеме Русија 3 и Америка 4. Значи тоа се 4 кои што се оние топ G8, 9, 20 колку и да се, што навистина се развиени во светот и кои што навистина по адаптација гледаме дека нели напреднале. За разлика од тоа, значи ако имаме 4 од 20 кои што се само развиени, а останатите 16 се пука сиротиња, значи да видиме. Виетнам, значи јас лично сум бил во Виетнам. Таму ако дадете $20, ќе добиете едно туце на пари и значи плаќате во милиони. Значи таму кога купувате кафе плаќате во стотици илјади. Филипините, значи со мојата работа 6 годишна на брод, можам да ви кажам дека на Филипините кога ќе се родат не им даваат пасош, туку им даваат Siemens Book. Или тоа е она морнарска книжка која што е потребна за да работите на брод. Една од најдобрите, да речем, вицови на брод, со тоа што ви кажува колку од нив уствари се дома, затоа што дома кај ни стандардот е 0, значи 0. За Украина не мора да зборам, значи и пред самата војна Украина е во многу лоша финансиска состојба. Индија, да, може би имаме некој 1% на индици кои што се екстремно богати, но замислете Индија во денешно време има 70% од сопствената територија која што нема електрична енергија. 70%. Втората поголемина држава во светот по население. 70% нема електрична енергија. Ама се четврти во адаптација на крипто. Пакистан. Нема разлика. Само муслиманите од Индија во Пакистан. Значи исто, нели? Бразил, значи треба ли за Бразил да кажам? Значи исто. Кога ќе го видите со сопствени очи како што сум го видел, може да видите колку е само, значи страшна работа. Пука сиротиња. Тајланд. Исто така сум бил. Значи таму се купува храна од земја. Значи сум бил, можам да ви кажам со своји очи, таму кога одите на пазар нема ни тезги, купуваат значи храна од листови на земја, кај што е изложена за вие да си купите што сакате. Значи прост пример. За жал Русија не сум бил, но исто знаеме дека колку и да има доста богати, генерално населението во Русија е доста сиромашно. За разлика од Кина, стандардот на Кина е одличен. Јас сум бил во Шангај, сум бил во Хонг Конг, можам да ви кажам дека Кина ги има не само најбогатите, туку и генерално најбогатата средна класа, значи животот таму е одличен. Јас можам да ви кажам дека Шангај и Хонг Конг луѓето живеат одлично. И дури и луѓето кои што доаѓаат на работа на брод земаат многу поголеми просечни плати од било која друга компанија, само заради тоа што станува збор за нели. Значи имаат доста добра средна класа, нема ни потреба да работат надвор од Кина. Нигерија, не знам што да ви кажам, мислам дека се е јасно. Турција треба да разговара. Значи Турција решението одека моментално го бараат затоа што нивната држава е со најголем процент на инфлација во светот моментално, нормално после Венецуела и Аргентина во случајов, кој што е следниот случај, пак можам да ви кажам, значи сум бил од Буенос Ајрес до Тиера дел Фуего, најиздола на Аргентина, Ушуаја, значи можам да ви кажам дека стандардот на луѓето е 0. Има многу богати луѓе, но генерално луѓето живеат многу сиромашно и истите се како Бразил, иако во Аргентина тоа не е толку модерно како Бразил, имаат фавели во кои што живеат огромен број на луѓе кои што немаат ниту смештај, значи како гето. Мороко, добро, не можам да кажам дека сум видел многу, сум видел само едно пристаниште, сум бил во Казабланка и можам да ви кажам дека генерално арапите имаат доста голем проблем со вработеност, затоа истите се движат толку многу кон Европа, но добрата работа за арапите што имаат француски пасоши сите, па може да се придвижат во Европа кога сакаат. А генерално многу од нив беа на брод со нас, посебно кога работат во МСИ, и тоа ви кажува дека станува збор за многу сиромашни држави, повторно. Колумбија, како и Непал, Еквадор, Кенија, Индонезија, тоа се држави кои што се многу, значи сиромашно генерално население, кои што самите по себе можам да ви кажам дека бара многу работа во Европа посебно. На Малта каде што сум јас моментално, 1/3 од луѓето кои што работат во мојот хотел се колумбици, а другата третина се непалци.
И значи повторно ова не беше за ја да ви кажам каде сум патувал, ова е само да ви кажам дека сум погледнал во овие држави со своји очи и можам да кажам дека стандардот е страшно лош. Буквално како кај нас дома, па и полошо, со тоа што зошто овде имаме толку голема адаптација, а не е тоа например во Германија, Франција или не знам Канада. Затоа што секогаш кога станува збор за технологија која што е нова на пазарот, или се што е ново, без разлика дали е технологија, секогаш прво се пробува каде? Кај што може да се експериментира. Кога пробувате прво во некоја треторазредна држава и ако тоа функционира, го внесувате и кај вас. Зошто би пробале на ваш грб кога тоа може да биде експериментирано кај некој? Ако работи, вие го преземате во ваша страна, нормално ќе бидете многу посилен кога ќе го преземете, но сакам да ви кажам, тоа не е, значи ова што го погледнав овде, ова не е случајност, ова е буквално големите држави моментално се држат по настрана се додека видат дали ова навистина ќе земе замав, дали навистина ќе има некаков ефект, дали криптото ќе биде прифатено, а гледаме дека тоа се случува, така да оваа листа, верувајте ми, многу брзо ќе се смени, но тоа што го гледаме до сега е дека навистина имаме опфатеност во светот, само што моментално погледаме да опфатеноста припаѓа на овие држави каде што се многу поотворени кон експериментални технологии, кон нови технологии, затоа што истите немаат избор. Стандардот ви наложува дека мора да наоѓате начин како да бидете иновативен со цел да заработите, затоа што таму нема да заработите сигурно од традиционален начин, можам да ви гарантирам. Сега, интересна работа, Израел, значи главната менувачница во Израел, односно ТАСЕ, извинете, тоа е Tel Aviv Stock Exchange, затоа и се нарекува ТАСЕ, значи во 2023 до 2027 најавува имплементација на крипто во собственото работење, односно на самата главна берза во Израел ќе можат да бидат тргувани и криптовалути. Израел е една од оние полиберални држави кои што работат моментално со крипто и кои што крипто генерално е дозволен, но повторно и ова е истата ситуација. Значи не велам дека Израел е сиромашен, далеку од тоа, но е отворен кон развивање на нови технологии затоа што мора да биде прв во светот доколку сака да постои. Значи Израел се наоѓа во ситуација кај што ако не биде прв во светот нема да постои. Посебно со сите оние околу него кои што сакаат да го изедат. Така да и ова со крипто е уствари уште еден момент како Израел и понатаму го развива собствената економија преку прифаќање на крипто пред останатото од светот, што е добра работа за нас затоа што замислете кога една, да речем пак развиена, што они се развиена, се мала но развиена држава која што сега дозволува на главната берза, значи не е во некоја споредна берза, на главната берза да бидат тргувани и криптовалути директно. Значи ова дополнително, значи еве сега да се вратиме на оно што ние постојано разговараме. 23 до 27 е буквално периодот, добро, таму е 23 до 25, во кој што ISO 20022 треба да биде заменет со SWIFT, кој што вели дека мора да се прилагуваат сите берзи за работа со CBDCs и за работа со криптовалути, каде што на сите криптовалути ќе им биде даден тикер, како и на останатите, да речем, харти од вредност, со кој што тикер они ќе бидат фактички активни на самите на самите традиционални берзи. Значи, еве прост пример. BTC или BTC е тикер кој што Биткоин го користи за традиционалните криптоменувачници. Додека ако отидете на традиционална менувачница, иако моментално биткоин не се тргува како спот биткоин на традиционална берза, се тргува како фьючерс или опшенс, односно вие не тргувате директно со биткоин, туку вие тргувате со харти од вредност во противредност на биткоин, оно што го споменавме претходно. Ако сакате да знаете повеќе за ова, погледнете каде се има видео кој што се нарекува ETF, исто може да го најдете во напредниот курс на техничка анализа во нашите плейлисти, каде што детално објаснуваме за ова, но само во кратки црти, значи што се случува? Фактички, тикерот за биткоин не е BTC, односно не е BTC на традиционалните, туку е XBT. Значи, во однос на тоа што е моментално достапно, ќе добиете соодветен тикер кој што ќе биде различен најчесто од оној кој што го имате во традиционалниот крипто сектор и ќе може да го користите истиот на традиционалните пазари со цел да тргувате и таму помеѓу основните валути како што се долар, евро
канадски долари и слично, како и останатите харти од вредност да бидат исто така и криптовалутите опфатени во тој пазар, што е огромно знание. Значи ќе напоменам уште еднаш, кој не го гледал нашето видео за ISO 20022, исто така може да го најде во едукационите видеа, многу едноставно е за да се најде, каде што разговараме што се случува моментално со финансиските институции во иднина и како ISO 20022 ќе го замени SWIFT, со што криптовалутите и CBDC, односно централните, значи валутите на централните банки во светот, кои што ќе бидат дигитални, ќе бидат опфатени во сите берзи во светот. И интересна работа овдека што ја најдов е вели дека значи моментално стади ова би било значи истражување во Америка, вели дека професионалните инвеститори сакаат и понатаму да инвестираат во крипто, иако моментално СЕК е многу агресивен кон крипто проектите, со тоа што нема да нарагуваме во детали. Знаете и сами што се случува на американско тло, ние доста постојано информираме за тоа. Моментално СЕК, односно Комисијата за хартии од вредност, е доста агресивна кон било каков тип на проекти, а првенствено можеме тоа да го видиме од Ripple, кој што веќе 2 години е во судски процес со СЕК. А не се само Ripple, значи Ripple е само најгласниот проект, има многу проекти кои што биле во судир со СЕК, со тоа што моментално, значи од Bloomberg е најпознатиот канал за финансиска телевизија, кој што јас постојано го следам, има доста добри работи, но тоа е за традиционални пазари, се уште за крипто скоро да не се зборува, многу ретко, и кога се зборува за биткоин, со тоа што е значи нивната анализа моментално на во овој период од 17 до 21 октомври вели вака. Значи од ритейл инвеститори, односно тоа се оние физички лица и мали компании, 65% препорачуваат да се тргува моментално и да влезат во пазарот, за разлика од кои 35 не, ама да не забораваме се наоѓаме во најдлабокиот дел на bear маркетот. Што значи дека ова многу ќе се смени кога конечно ќе се свртат работите и ќе почнеме да се движиме нагоре. Додека професионалните инвеститори, кај што стануваме збор за корпорации, за оние инвестициони бироа, за фондови, вели 56% се за разлика од 44% кои се против. Што е многу различно за разлика од претходните bear маркети, каде што имавме многу помал процент на професионални инвеститори за разлика од ритейл инвеститори, затоа што ритейл инвеститорите секогаш по склони кон ризик, затоа што има многу помалку да инвестираат. Значи, јас и вие немаме многу да инвестираме, но за разлика од тоа, компании како BlackRock има многу повеќе да инвестираат и затоа они се многу по склони кон анализирање на ризикот и намалување на истиот за разлика од нас. Ние би рекле, ајде 100 евра, па и ако ги изгубам голема работа, може да добием многу. За разлика од тоа, кога инвестира BlackRock, он инвестира 500 милиони и размислува многу пред да ги инвестира во било што, затоа и секогаш процентот на овие е многу помал, но во овој bear маркет за разлика од претходните е доста поголем, каде што и институционалните инвеститори се веќе се по нели склони кон крипто. Уште една значи овој секогаш последниот дел од вестите го посетувам на опфатеност на крипто во светот, односно како истиот полека се интегрира. Значи, претходно Ел Салвадор беше државата која што има највеќе биткоин ATMs, со тоа што моментално Шпанија го стаса, значи повторно, не зборуваме за Сомалија, не зборуваме за Нигерија, не зборуваме за, не знам, Индонезија, зборуваме за Шпанија, една од најразвиените држави во светот, која што моментално го стаса Ел Салвадор со 215 за наспроти 212 кој што моментално ги има Ел Салвадор. Значи повторно, не е толку битно, значи кој има повеќе ATMs за биткоин, колку што е битно дека моментално на европско тло се повеќе и повеќе крипто станува нормална работа. Значи во оваа ситуација тоа значи дека 215 места во Шпанија вие може во било кое време да замените крипто во валути. Значи зборуваме да речем во евра. Значи тоа ви покажува дека се повеќе и повеќе светот се прилагодува на крипто да биде нормална работа во него. А зошто е тоа така? Повторно се враќаме на претходните две теми. Имаме регулатива која што моментално се носи на цела европска територија и имаме ISO 20022 кој што ги интегрира сите финансиски институции со крипто. Значи ова се работи кои што мораме да ги следиме пошто нас не се пита. И една многу интересна работа која што сакам исто така да споделам со вас, тоа е Coin, само да видам, во случајот coinatmradar.com, coinatmradar, каде што може да ги видите сите, значи моментално сите банкомати за крипто во светот.
и гледате дека истите се поделени по држави, значи ако погледнете сега на пример, чисто на некој од вас ви се битни затоа што ви е битно како да извадите пари без при тоа да бидете дрночени или слично. Сега нели, тоа не можеме да ви кажеме што да правите, ние не сме финансиски на некој начин не можеме да ви кажеме што да правите со вашите финансии, но можеме да ви кажеме како да најдете во случајов е банкомат кога сакате да промените пари. Значи чисто на нашиот предел може да видите дека поголемиот дел се во Грција за жал. Но ако одзумираме, ја верувам дека и останатите локални држави имаат, само да погледнеме. Значи, гледате, значи има доста на Балканот, иако не може да се споредува воопште со во Солун имате 13 банкомати, чисто да знаете, нормално на територија на Македонија нема. Во Пловдив имате 5, Софија 14, не верувам дека во Косово било дали, но има 3. Нормално верувам дека тоа се случува и нагоре, во Белград има само 2, што е многу изненадливачки, ама добро. Сакам да кажам дека ова е една страна која што може многу да ви помогне, значи coinatmradar.com во случај да сакате да вадите пари. Многу од луѓето во Македонија знам дека патуваат дури надвор, ги вадат парите и се враќаат назад, чисто да имате во предвид како може да извадите доколку се случи да некоја берза затвори или не можете како да смените, значи тоа е една од работите како може да го направите тоа. И уште една веста за крај. Local Cryptos тоа е една од оние помали exchange, значи именувачници за крипто, која што ги затвара своите врати поради bear маркетот. Сега, зошто го земав ово? Јас проверив, значи Local Cryptos не спаѓа во првите 100 минувачници во светот, значи некоја многу помала. Интересно оваа ситуација, зошто го земав ова како вест е затоа што ова е многу слично на оние мали проекти кои што имаат мал маркет кап. Затоа што овдека се враќаме на тоа што јас постојано ви го кажувам. Значи ние кога финансираме и инвестираме во посебно пред да дојдеме до дното на биткоин маркетот, исклучиво во криптовалути кои што имаат солиден маркет кап, значи сите се барем 10 билиони нагоре, кои што како такви нудат помал ризик истите да дојде до некаков тип на хак или пак некаков тип на bankroll, каде што ќе се случи едноставно да го изгубите вашата инвестиција, затоа што е многу тешко, значи е потешко, значи нормално не е, ние видовме дека 50 билиона од Тера исчезнаа за 3 дена, но сакам да кажам дека колку е поголем маркет капот, толку е помала шансата дека ќе се случи bankroll или ќе се случи онаа spiral of debt и дека ги изгубите сите пари. Истата ситуација е во случајот и со менувачниците. Колку е поголема, толку е помала шансата дека ќе банкротира, толку е помала шансата дека ќе се затвори. Затоа, кога инвестираме, значи ова е во самиот ното на bear market, ова е прост пример што ви го кажувам дека мора да инвестираме во крипто кој што има поголем маркет кап. Повторно, ова не е финансиски совет, е само ви кажуваме од наше искуство дека оние кои што имаат поголем маркет кап имаат многу помал ризик да ги изгубите вашите пари и кога би паѓал пазарот повторно, вие многу помалку би изгубиле доколку би имале во биткоин и етериум, за разлика од колку што би имале да речем во вет или во не знам некој 100-то место. Затоа што ако биткоин падне 2%, вие ги изгубите 2% од вашата инвестиција, но кога биткоин паѓа 2%, најчесто другите паѓаат по 10. Значи колку е помал проектот паѓа уште повеќе. Така да напоменувам дека малата криптоменувачница која што ги затворила своите врати затоа што е моментално во дното на bear маркетот е една од причините затоа што моментално се наоѓаме на дното на bear маркетот и затоа што нема трансакции, затоа што нема интерес за крипто, затоа што луѓето не тргуваат, луѓето не купуваат, затоа во оваа ситуација нема многу голема разлика и помеѓу големите и мали проекти во крипто. И само уште сакам да напоменам дека поради тоа ние обравме 4 од оние топ 15 крипто во кои што се осеќаме најбезбедни во ова дно на bear маркетот пред да успееме конечно да тврдиме дно на биткоин цената и да се предвижиме нагоре. Каде што следниот дел од нашата работа како тим ќе биде да почнеме да го диверзифицираме нашето портфолио од сите овие големи 4 коини и да почнеме да внесуваме во оние со помал маркет кап каде што веќе ризикот ќе биде многу помал и на тој начин ќе добиеме веќе нели многу поразгрането портфолио со многу поголема веројатност и поголема шанса за профит во следниот bull маркет, затоа што помалите маркети капови па веќе даваат и многу голем профит доколку успеат на пазар. Така да затоа ќе успееме да направиме некој баланс помеѓу големите и малите маркет капови со цел да направиме максимален профит на нашето портфолио. Значи понатаму ќе ви известуваме, нормално продолжуваме како и секогаш со работа. Со ова денеска ќе го завршиме нашето видео, се надам дека ви се допадна, како и секогаш
Се што барам од вас е лайк, share, subscribe, како и секогаш нормално. Значи, споделете го со цел да можеме да го доставиме ово до повеќе луѓе во однос на она што сакаме да го донесеме како едукација дома. Гледате дека моментално за жал немаме други луѓе кои што го прават истото и како такви се обидуваме што повеќе да опфатиме од македонците во Македонија како и низ светот, а за тоа можете да ни помогнете вие со тоа што може да направите share, може да направите subscribe, се што не сте направиле нашиот канал и на тој начин да добиете оваа бесплатна содржина. Значи јас погледнав некои од, да речам, не канали, туку медиуми кои што ги има дома, нудат дури и платена едукација, што ја не можам да разберам, али добро, тоа е кога нема на наш јазик, нормално за тоа и луѓето го користат тоа. Значи, видов некои курсови дури до 200-300 евра за луѓе да ви кажат што е CBDC, а што е крипто, што мене ми е непоимливо, посебно за македонскиот пазар. Значи, јас се извинувам ако сум им расипала работата на тие луѓе, но не можам да кажам, значи не поимливо ми е да парате од некој што зема 500 евра плата да ви даде 200 евра или 300 евра за да му кажете што е CBDC, а што е криптовалута. Значи, повторно, јас се осеќам должен кон нашиот народ колку можам повеќе да вратам на истиот, затоа што знам како е и сум дошол од таа врата и сум бил на тие сиромашни патишта и најмалку што можам да направам е ова што го знам да го споделам со вас. Би ми било непоимливо да земам да ви наплатам за тоа, затоа и понекогаш единствено ова што бараме да споделите оваа материја, за да не морат луѓето да плаќаат 200 или 300 евра за курс кој што ние го правиме бесплатно и може да ги добиете истите информации во истиот тој формат. Сега можеби тие се малку подобри, не знам, нормално сите луѓе имаат различно знаење, но сакам да кажам, може да го добиете тоа бесплатно, се што треба е малку од ваша страна да биде споделено на оние кои што сакаат да научат. Затоа уште да ви благодарам на соработката. Продолжуваме понатаму, утре ќе добиете видео за, значи, анализа, ќе направиме техничка анализа за пазари, каде што ќе разговараме, значи, во однос на сегментот каде се наоѓаме, значи ова е анализа кратка во однос на следните месец или два со оние случувања кои што доаѓаат на пазарот, со тоа што рековме дека секој викенд ќе правиме и многу по макро анализа на генерален план, каде што ќе гледаме на оној чарт за макро биткоин движењата, заедно со логаритмичкиот приказ на биткоин и нели останатите макро технички анализи кои што ги имаме на TradingView. Дополнително ќе го направиме и последното од претходното гласање, односно музичките токени, и ќе гледаме да го направиме и видеото за Ripple, во кое што ќе известиме за новите случувања од судењето, кои што се многу битни. Значи ќе гледаме да ги собереме најдобрите факти кои што се моментално на пазарот, со цел да информираме вас за што се случува со самата криптовалута. Така да тоа е се околу видеото денес. Уште еднаш ви благодарам и се надевам ќе се видиме повторно во следното видео. Ви благодарам на поддршката, имајте добар ден од тимот на Криптогемиџија.